А во моментов 7 часот 33 минути вистинско време малку да се опуштиме и со убава музика. Токму затоа ќе им кажам добро утро на мојата колешка Сузе и незината гостинка, која што на една убава тема денес ќе ни отпее, ќе не запознае со незиниот нов музички записи спот "Кога не ме сакаш". Денес е денот на љубовта и љубезноста, па мислам да. Во вистинско време на вистински ден. Оли, ти благодарам многу, те поздравувам и тебе. И поздравувам и нашите гледачи, а секако и нашата драга гостинка Дорис Димовска или уметничко Дорис Ди. Добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Така, ти благодарам и тебе што вака рано наутро пред почетокот на наставата, ти си ученичка во втора година во средното медицинско училиште, така нели, да. Панче Караѓосов, каде веднаш од овде право на часови ќе продолжиш. Прифати да бидеш наша гостинка и да проговориме за новото. Летос кога те запознавме, ни отпеа, не воодушеви и се уште се навраќаме на таа снимка кога овде го наполни студиото со твојот прекрасен глас, но сега веќе имаме нешто ново, макфестовско. Ајде, раскажи ми нешто повеќе за оваа нова numera. Желбата на Макфест се појави уште лани по мојот настав на Охридфест, кога ја изведов мојата прва песна "Нека свети". Уште од лани ги следев подготовките на Макфест, како исти од нели пеачите, бидејќи се спремав да конкурирам оваа година, каде што и воедно ме избра на конкурсот во мај и бев учесник на Макфест. Какви се твоите импресии, какви се твоите впечатоци, како за прво вакво искуство? Па, искуството беше преубаво со оглед на тоа што имав, со оглед на тоа што дека на само 16 години имав предност да бидам дел од таква голема манифестација, голема организација. Пресрекна сум, преисполнета, дека и се чувствував како да сум на тепихот на Оскарите. Да, одлично како за прво твое појавување на еден ваков реномиран фестивал кој што оваа година одбележа 40 години постоење и баш убаво што една ваква јубилејна бројка во која навистина имаше бројни настани и активности во тие денови, колку што јас можев да следам, беше и ти дел од сето тоа. Слушнав дека имало и доста дебитанти кои звучеле фантастично, така нели? Да. Запозна нови твои колешки, колеги во светот на музиката? Да, имаше дружба, но позади сцена сепак повеќе се фокусираме за настапот, беме поконцентрирани поради тоа што се чувствуваме како да сме веќе на работа, а дружењето беше после Макфест во Кофи Лабот, односно во Штип. Во каде што таму ги пеевме макфестовските песни, се забавувавме. Беше преинтересно. Така, кога не ме сакаш. Кој се потпишува позади оваа композиција? Автор на песната е Весна Малинова, текстописец и композитор, а аранжман е Давор Јордановски. Песната е снимана во студиото Тралала од Мите Тралала. А видеозаписот е сниман од Фабрика Продакшн. Голем поздрав до нив, каде што воедно се моја фамилија, има многу убава соработка со нив. Прекрасно. Да, на крајот на нашиот разговор и ќе ја видат гледачите песната, или сега да ќе ја проследиме песната. Да, ова се веќе инсерти, но на крајот на разговорот секако ние ќе го видиме целиот спот. Имате направено извонредни решенија со црнобели, колор кадри и така натаму. Чија беше оваа сугестија, чија беше оваа идеја? Па, можам да кажам моја, поради тоа што песната е сепак поемотивна балада и нешто да изгледа по-емотивно. Моја беше, но од пола спот веќе се представуваат нели природните бои од спотот, да биде некоја мешавина. Така. Како реагираат твоите врсници? Еве, ти учиш во медицинското училиште, каде верувам дека нема баш многу твои соученици кои што се занимаваат со музика, или има сепак? Па не, јас сум една од ретките што паралелно се бави и со музика и со медицина. Го зборуваме во однос на учениците, многу се среќни што имам ваква прилика да се бавам со музиката. Исто така и ми представуваат и голема поддршка, голем поздрав до нив. Исто и тоа важи и за професорите. Па без поддршка од професорите, од пријателите и од најблиските ти не би можела да стасаш секаде каде што
каде што се бара тоа од тебе. Изгледа фантастично, одлична фотографија, одлично направено, одлично сработено. На крај ќе го видиме и чуеме тоа и со звук се разбира. Имаше и статистика кој што гледам во спотот. Девојката со виолината и уште некој има во спотот? Па не, само уште, мислам, јас и девојката сме, таа се појавува на средина на спотот, како девојче која што лута во шумата, која што бара и потоа свири на виолина. Одлично. Стајлингот, морам да ти го пофалам, ти е извонреден. Благодарам. Многу ми се допаѓа. Кој е за тоа задолжен? Па, мајка ми. Мајка ти, неизина идеја беше. Браво за мама. Навистина е важна поддршката, особено кога е од човек кој се разбира, бидејќи ние позади камерите ја запознавме твојата мајка, видовме дека се работи за дама со стил, дама со модерни погледи, но сепак тоа прикладно е толку добро спакувано во сооднос со твоите години. Да. Да. Па сега кога ги споменавме твоите години, не можам да не го искоментирам стајлингот кој што вие, вашите генерации, го имате надвор од училишните клупи. Според мене, како мајка исто на една 16-годишна тинеџерка, сметам дека е претерано минималистички и претерано на ивица на невкус. Ајде да не речам невкусно. Го оправдуваш ли овој стајлинг кој што вас ви се наметнува на вашите генерации и дава една малку поинаква слика вака надвор гледано? Па мислам дека на никој не може да се наметне доколку ние сами не го прифатиме. Едно време каде што кога веќе ние влегуваме во тинеџерските години, ја следиме модата и тоа што е тренд. И може тука е малиот одсек, бидејќи треба сепак да се одржиме во тие граници на нашето облекување. Каков дрескод имате во медицинското училиште? Таму што е таму дозволено да се облекува? Па од поголемата, мислам, може секаков вид на облека, се во оние граници доколку е пристојна истата. Да, бидејќи знам дека во општите гимназии е забрането да се носат тренерки, забрането е да се носат хеланки, и забрането е да се носат, се разбира, кратки минималистички парчиња облека кои што по улиците или навечер насекаде можеме да ги видиме, но сепак ете тоа се модни трендови, креаторите, дизајнерите веројатно штедат на материјали. Да. Одлично, но на убав човек, на убаво девојче како тебе се му стои навистина, тоа го видовме и во кадрите, а подоцна ќе го видиме и спотот. Макфест беше сон од минатата година. Кои други соништа ги имаш во светот на музиката или еве на какви се сцени би сакала да те однесе твојот талент раскошен? Мојот најголем сон, како и сега, но и од мала, е да настапувам на Евровизија. Доколку некогаш Македонија имала можност да биде член, односно да учествува на Евросонг, на Евровизија, би била среќна ако ме одберат мене и да ја представувам истата. Имаш ли некакви песни кои што од минатите евровизиски случувања би ги издвоила, особено кога Македонија настапуваше? Да, изминатата година не се представивме како земја, знаеш дека не следат бројни непријатни ситуации и можеби заради тоа и тимот евровизиски од Македонија одлучи да некое време паузираме. Имаш ли некоја забелешка или слабост наша да посочиш ако си активен гледач и следач на евровизиските представувања, каде е можеби нашата грешка, зошто ние не можеме да постигнеме некој подобар резултат? Па, мислам, при тоа што немаме доволни ресурси за да ги и не ги поддржуваме доволно нашите артисти, со оглед на тоа што имаме многу квалитетни артисти пејачи, но не доволно им обрнуваме внимание. Може и тоа е најголемата грешка, но нели и самата обврска на артистот кој што треба да се сноси на таа голема сцена, може таму стои некоја грешка, но сепак нема никогаш да знаеме. Почнаа ли веќе понуди покани за настапи, да настапуваш? Ти си малолетна се уште, имаш 16 години, но дали веќе те бара да настапуваш некаде? Па да, полека, после Макфест, после мојот настап на Макфест, почнува да ме бара да сакаат соработка со мене. Постои ли некој вокал, машки или женски, со кој што би сакала да снимиш дует? Збориме во овие простори? Во сите рамки, во сите простори. Ти знаеш дека музиката има пасош за сите земји.
Не знам, омилен, ајде на светско ниво, би сакала со The Weeknd. Мислам, омилен мејл вокал, ја што викам, а за женски би можела Леди Гага. Браво. Одлично. Ти посакувам вистина да допреш до нив и да се реализираат твои соништа, па зошто да не. А во Македонија? Би сакала со Калиопи, ако зборуваме за женски вокал, а за машки со Лозано не е лоша идеја. Не е лоша идеја, да. Одличен избор направи. Знаеш некоја песна на Калиопи? Или макар рефрен? Црно и бело есен? Може, може. Да си расположена да ни отпееш нешто? Може? Секогаш утрата се поубави кога ти ќе го пуштиш твојот глас. Благодарам. Повели. Црно и бело есен, една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело есен, една вистина и една лага. Мат, супер си, одлична си. Ти благодарам што еве и покрај тоа што некој договаравме ова, ни ја размрда овде енергијата, ни ја придвижи енергијата и верувам дека и Калиопи ќе биде среќна да те запознае и да испее некогаш нешто со тебе. Па тука некаде ние би побарале од режијата да го погледнеме спотот, бидејќи Дорис брза на настава, во колку почнуваат часовите или веќе се започна? Веќе првиот час го трошиме, ама ќе стасаш на вториот, така, нели? Да. Кога не ве сакаше композицијата која што ти ја отпеа на Макфест, посакувам на секој следен фестивал каде што ќе посакаш и каде што ќе имаш жилба да учествуваш, да ти биде примена композицијата и да те гледаме и да те следиме редовно и во сите идни изданија.